Дозволете ми најпрво од името на Детската амбасада за сите деца во светот, како и од мое лично име, да упатам честитка до сите вас и македонската јавност по повод новогодишните и божикните празници, со желби за љубов, мир, здравје и благосостојба. И оваа година Детската амбасада за сите деца во светот не го изостави божикниот ручек, 16-ти традиционален, но на еден поинаков начин, како и минатата година. И во време на пандемија која му пркоси на светот, ние со поддршка од нашите пријатели на децата, успеавме да поделиме повеќе од 600 новогодишни пакетчиња, оброци храна и подароци. Нашите активности ги насочивме во дистрибуирање и доставување на пакетчињата низ градовите Скопје, Куманово, Тетово, Охрид, Струга, Битола, Струмица, Штип, како и други општини, а се разбира и тука во Прилеп. Нашата порака е во рамките на нашето мото «Едно небо за сите деца», бидејќи децата се нашата иднина, а целта и значењето на овој настан се мотив за нашата посветеност кон единство на децата, без разлика на нивната јазична, верска, полова и социјална определба. На децата без родители, децата на бранителите, децата со посебни потреби и на децата членови на Детската амбасада за сите деца во светот, сакам да им го честитам празникот и новата година со желби за многу здравје, радост, среќа, успех и безгрижно детство. Секоја година ние како локална самоуправа го поддржуваме овој настан и оваа година исто така за децата обезбедивме новогодишни пакетчиња. Локалната самоуправа на Прилеп секогаш ги поддржува хуманитарните настани и во иднина имаме предвидено многу нешта што ќе се реализираат во текот на годината. Ќе продолжиме да делуваме и помагаме со цел да им овозможиме на сите дечиња да ја почувствуваат магијата на празниците и магијата на детството. Божик е празник на љубовта и хуманоста и во овие денови секој од нас, според можностите кои ги има, треба да им помогне на оние на кои што помошта им е неопходна. Токму и целта на овој настан е сите ние да се чувствуваме еднакви и празникот да го славиме заедно. Бидете живи и здрави и уште еднаш Христос се роди, навистина се роди. Веќе 40 години како сум надлежен епархиски архиереј и во меѓувреме еден дел како администратор на Песманско-Пелагониската епархија, секогаш сум се залагам и ќе се залагам за подигнување на наталитетот на децата во нашата татковина Македонија, Република Македонија конкретно, бидејќи од последните наши сознанија, што беа искажани преку некои од медиумите, дека ако некогаш сега во овие години најнизок е прирасот или наталитетот на децата во нашата татковина, Божик на вистина не го личи без деца, и ако нешто не радува денеска, не радува овој празник посебно, Божик при оваа пригода, кога се приредува заеднички ручек за децата што беа споменати без родители, оние со посебни потреби, децата на бранителите, па и на сите деца во нашава татковина и на сите деца во светот. Сакам да им го честитам на сите деца во светот овој голем и спасоносен празник. Празникот на семејството, зашто Божик е празник на семејството, бидејќи раѓањето на Христа, нашиот Бог и Спасител во Витлеем, градот на лебот, така може да се нарече, преводот е на Витлеем, е всушност огништето на светото семејство, каде што биле собрани, кога се родил Христос, нашиот Бог и Спасител, Мајката Божја, Пресвета Богородица, светиот Јосиф, праведниот, кој се грижел за нејзиното девство
и се грижал за Христа нашиот Бог и Спасител како дете до неговото полнолетство и за сите. И во тој дух, честитајќи го празникот на сите деца во светот, ги поздравувам и вас сите присутни и сите што ќе ја слушнат ова наша пресконференција со најрадосниот Божикен поздрав: Христос се роди. Мир Божи, Христос се роди, Христос се роди и за многу години нека е Божи браќа и сестри.